повторно јас. Покрај решението за управување со адресни информации, кои пред малку имавте можност да го видите, би сакал во следните минути да ви презентирам уште едно не помалку важно ГДИ решение кое во годините што предстојат ќе има големо значење за развојот на дигиталното општество во Македонија. Се работи за системот за поддршка на имплементацијата на Националниот оперативен бродбенд план, изработен според специфичните барања од Агенцијата за електронски комуникации. Националниот оперативен бродбенд план представува среднорочна стратегија за развој на широкопојасните услуги во Македонија, кој утврдува цели кои треба да се достигнат до 2029 година, како и мерки и активности кои треба да бидат спроведени од представници на државни органи и тела, регулаторни тела, универзитети, општини, оператори, стопански комори, јавни предпријатии и така натаму за остварување на овие цели. Потребата од имплементација на решението потекнува од НОБП, поточно од мерките кои НОБП ги утврдува за исполнување на националните бродбенд цели, а кои се однесуваат на Агенцијата за електронски комуникации. Согласно НОБП, АЕК треба во континуитет, додека трае имплементацијата на стратегијата, да обезбедува ажурни податоци за областите со постоечко и планирано покривање со брзи и ултрабрзи мрежи, податоци за мапирање на користењето на услугата пристап до интернет по населени места, како и ажурни податоци за просторната распределба на бели, сиви и црни зони на територијата на Македонија. Токму тоа се овозможува со системот за поддршка на имплементација на Националниот оперативен бродбенд план. Системот се состои од 3 модули и тоа: модул за мапирање на постоечки и планирана инфраструктура за оптичко поврзување во сопственост на комерцијалните оператори на електронски комуникацијски мрежи. Вториот модул е модул за мапирање на користењето на услугата пристап до интернет по населени места и по микролокации. И третиот модул е модул за ажурирање и објавување на бели, сиви и црни зони. Модулот за мапирање на постоечка и планирана инфраструктура и за оптичко поврзување обезбедува работна околина во која операторите на електронски комуникацијски мрежи може да внесуваат податоци за областите на постоечко и планирано покривање со брзи и ултрабрзи пристапни мрежи од следна генерација. Редовно ажурирање на истите од аспект на применети планирани технологии и обезбедени како и планирани брзини на интернет пристап. Вториот модул, како што кажува името, овозможува мапирање на користењето на услугата пристап до интернет по населени места и по микролокации. Мапирањето се овозможува со мануелно внесување или со увоз на извештаите од операторите за склучените договори за интернет пристап по населени места и по микролокации на поединечни корисници, класифицирани според договорни брзини на пристап и технологијата преку која е обезбедена услугата, но при тоа без внесување лични податоци кои би го открили идентитетот на корисникот. На крај, користејќи ги податоците обезбедени со помош на првиот и вториот модул, модулот за ажурирање и објавување на бели, сиви и црни зони овозможува автоматско креирање и ажурирање на бели, сиви и црни зони. Овој модул всушност е најважниот дел од системот, бидејќи излезните податоци од овој модул ќе представуваат влезен податок при изработката на студија за изгодливост, а потоа и за конкретни проекти за изработка на националната транспортна оптичка мрежа. Системот за поддршка на имплементацијата на Националниот оперативен бродбенд план обезбедува ефикасно искористување на слободните инфраструктурни капацитети за оптичко поврзување изградени со јавни средства или оние изградени од комерцијалните оператори, допринесувајќи на тој начин за значително намалување на трошоците за развој на електронските комуникации во државата. Планирањето на изградбата на националната транспортна оптичка мрежа базирана врз точни микролокации на крајните корисници ќе овозможи да се обезбеди ултрабрз оптички интернет до секоја јавна институција, односно симетричен интернет, пристап со брзина од најмалку 1 гигабит во секунда, како и брз интернет пристап со брзина на превземање од најмалку 100 мегабити во секунда со можност за надградба до 1 гигабит во секунда до секое домаќинство во државата, независно дали се наоѓа во урбана или во рурална средина. Со реализација на целите утврдени со Националниот оперативен бродбенд план, ќе се трасира патот за целосна дигитална трансформација на општеството и ќе се постигне намалување на дигиталниот јаз кој во моментов постои помеѓу Македонија и развиените земји. Ова ќе резултира со подобрување на животниот стандард на населението во Македонија и позитивни промени во многу други аспекти на живењето.